Кога ќе ви се погоди алатот, само клецајте, крцкајте. Ова е, рецимо, крцкалица или крцкалче. Немате да ме сваќате на педофилски термин, така се вика ова алатка, нема некој од вас ненормален тамо да нешто да просере. Шо да ви кажам? Гледате и сами, јас сум стајан у филм на Мајстор. Мајстор Квариш, викаат сабите. Но, еве средувам некои работи, ке се реновира. А за денешниот ден, шо да ви кажам, бе луѓе? Шо да ви кажам за денешниот ден? Че да тргнам ова дупливе прозорци кон светот. Тегливе, да не кажам, не се тегли, уште неам толку лош вид. Шо да кажам за денешниот ден? Немој да сум ве чул, пак да се препукувате, чија пушка прва пукнала? Дали Кумановска или Прилепска? It doesn't make sense, шо викаат англези. Битно, у еден момент во историјата, кон средината на минатиот век, Македонија родила синови и ќерки кои што биле многу чувствителни на неправди, на терор, на тирании, на тоталитарни режими кои што промовирале идеологија од типот на расизмот и така натаму. Во на 1941 на денешен ден, тие синови и ќерки македонски, замислете, во на време решиле да му се помочаат во супата на Хитлер. Во време кога Хитлер веќе газел низ тогашниот Советски сојуз, веќе стигнал пред Москва, овие неколку будали, дали биле во Прилеп, дали во Куманово, дали во Скопје, дали во Кичево, дали во Охрид, дали во Дебар, дали не знам каде, Тетово, Берово, им текнало, сега ќе му се помочаме во супата на Хитлер. И му се помочале. Добиле војна. Биле на добитната страна, на страната на прогресивните, на страната на слободниот свет, на страната на антифашистите. Ја одбрале таа страна. И тргнале да се борат за да направат македонска држава. Тоа го пишува во манифестот на Асном Панко Брашнаров. Се оствари големиот сон на македонците да формираат своја држава или во склоп на тогашна Федеративна Народна Република Југославија или ФНРЈ. Со сите салтанати на држава, карактеристики на држава, атрибути на држава. Формирале држава во една федерација во која што македонскиот јазик бил признат како службен јазик. И македонците после долго време имале можност да учат, да се образуваат, да комуницираат, да пишуваат на македонски јазик. Нема тука недоумици, како да кажам, сомнежи. Значи, тоа биле млади луѓе, дали жени, дали мажи, што се вика, имале мадина, што викаат Прилепчани. А без разлика, ако били тие некои жени тамо, имале мадина. Да се спротивствуват на во тоа време светска суперсила и на нејзините слуги,
тука на Балканот, дали биле балисти, дали биле италијани, дали биле овие бугариве што се прават будали дека не биле окупатори овде, дека биле администратори. А сите сме виделе снимки од бугарскиот парламент кај што слават 41 година продорот на Хитлер низ Европа и окупацијата на Македонија. Тоа приказните со заедничка историја, затоа што некои тамо основачи на ВМРО седели у некоја кафана во Софија или не знам каде и пиеле кафе и договарале тука она. Пази, ја не кажам дека меѓу нив немало некои што да, биле за Македонија, ама некако ја гледале као така, сестрица на Бугарија. Затоа тие историјата наша не ги величала баш многу. Но да, имало и такви, да бидеме реални. Но многу повеќе биле оние кои што Македонија ја гледале како Македонија на македонскиот народ, како македонска држава поточно. Како, што рекол Панко Брашнаров, како материализирање на вековниот сон на македонците да имаат своја држава. Од таа причина треба сите да бидеме свесни што сме, кај сме, од кого потекнуваме, како сме добиле некои работи што сме ги добиле, за да не ги продаваме лесно. Затоа што ние заевци лесно си ја продава историјата, идентитетот, посебноста на македонскиот народ и македонскиот народ, токму затоа што не ја знаеа сопствената историја. Тие ден денес да ги прашаш кога е формирано ВМРО, нема да знаат. Ден денес да ги прашаш кои биле основачите на ВМРО, кои биле основачите на... нема да знаат. Ден денес да ги прашаш Асном, президиумот, вамо, тамо, манифестот кој го напишал, нема да знаат. Не знаат. Затоа им беше лесно да распродаваат. Да кажат, па добро бе, шо го се Делчев, шо е проблем, па нека е бугарин сега, дај ние да влеземе во ЕУ. Гоце Делчев лике ни дава и инвестиции и ова и она. Шо има веза? Такви ретардирани бе. Затоа си го добија по газот, онака. Со добар алат. Да не им текне више да се обида да дојат на власт. Ма да гледам им нешто се дигаат од време на време ко курузора, али брзо се спуштаат. Пошто немаат кај додат, сите ги видовме кои се и шо се. И колку можат. И до каде досегнаа. Така што заебете тоа чија пушка каде прва пукнала, пушката е исто само алат као крцкалчена, овој што го одштрафуев оние од тоа што некад беше маса што сега ќе ја фрлам у ѓубре, нели, пошто реновира. Права место да се реновира. Така што обична алатка е тоа. Кој прв ја употребил не е ни битно. Битно е што работа завршил со неа. И многу побитна идејата. Што имал идеја, каква идеја имал со таа алатка да заврши. И дали таа била вистинската алатка. Сега ние денес е проблемот што немаме идеја за целта што е пред нас, каква ни е целта, и второ, уште немаме одбрана алатка. Како ќе дојдеме до таа цел? Колку маси треба да одштрафиме, столови, типли да извадиме вамо тамо? Каде што треба после со тие да направиме, дали ќе ги носиме у контейнер, дали ќе ги затвориме негде? Ако сме одштрафиле живи луѓе од цивилизираниот свет,
кои што се покажале као бандити, национални предавници и така натаму, и ќе ги затвориме не у контейнер, него на некое друго место. Значи, тоа е. Но многу е битно таа идеја да се формира. А после кој прв ќе почне тие да ги отштрафува и да ги става кај што име место е помалце важно. И секако битен е да. Најважен е алатот. Тоа го знаат овие жениве. Па и некои мажи, што се подредени алати. Што се, така да кажем, што некако ми се поблиски, поемотивно се врзани за одредени алати. Така што, без карање, без навредување, глупо е. Дајте сега да видиме што ќе направиме. Дајте идеја, дајте алат и да работиме. Мислам, да ебаваме кои треба да се ебават. Да живее Македонија!